Почитувани, вице-премиерот Иван Стоилковиќ, најблискиот соработник на Мицкоски и втор човек во владата, отворено повикува на соработка со Кина. По години застапување на српски и руски интереси, сега Стоилковиќ стратешки удри и на стратешкиот партнер на Македонија, Соединетите Американски држави. Се што прават, од организирање митинг за поддршка на Вучиќ во Куманово, заедно со Мицкоски, преку состаноци со Милош Вучевиќ во Скопје, до патувањето во Кина, заедно со делегацијата на сестринската партија на ВМРО, СНС и Вучиќ, кој доби висок орден лично од Си Џинпинг за заслугите во блокирањето на европскиот пат, има една цел – блокирање на европскиот пат на Македонија. По кинескиот кредит од 1 милиарда евра, што Мицкоски го зеде преку Орбан, парите се потрошени, а никој не знае точно зашто. Продолжува антиевропското делување на ВМРО и нивната криминална група. Освен уредникот на Орбановите медиуми Латас, уште еден соработник на српските служби и прв човек на Мицкоски за антиевропска пропаганда, сега Стоилковиќ јавно удри врз стратешките интереси на Македонија. Во новиот стратешки документ на Стејт Департментот јасно се нагласува дека Кина и Русија се малигни актери кои активно се обидуваат да ја искористат нестабилноста, корупцијата и слабата управуваност во Западен Балкан за да го прошират своето влијание. Додека вице-премиерот на Македонија отворено промовира кинеска соработка и патува со Вучиќ, САД јасно гледаат во Кина и Русија закана за стабилноста и евроатлантската интеграција на регионот. Ова, почитувани, е свесна политика на Мицкоски и неговата криминална група, да ја држат Македонија далеко од Европската Унија, а поблиску до авторитарни сили и источни влијанија. Граѓаните заслужуваат европска иднина, а не да бидат заложници на туѓи интереси и грабеж. Реформи сега, малцинства во уставот сега, Европа сега. Ви благодарам.